во ова издание. Денеска во масивна акција на протерување, САД почна да ги испраќаат мигрантите со авиони назад во Хаити. Ова се случува додека демократите се обидуваат низ Конгресот да протуркаат голема имиграциона реформа. А Вашингтон е преокупиран и со друга тема врзана со $трилиони од буџетот. Планот на претседателот да се поправи дел од штетата предизвикана од климатските промени. И Авганистан останува тема во светот. Денеска ви донесуваме приказна на 3 жени кои сакаат да направат разлика на третманот на жените останати назад во нивната татковина. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. Администрацијата на Бајден во саботата ја објави својата одлука за депортирање на илјадници мигранти од Хаити, собрани под мост во Дел Рио, Тексас, на границата меѓу САД и Мексико. Бројот на мигранти кои пристигнаа ги надмина ресурсите на граничната патрола за да се справи со нив, велат официјални лица. Целта на акцијата е да се обесхрабрат други да доаѓаат во САД од Хаити. Депортираните во неделата во главниот град на Хаити, Порто-Пренс, во 3 летови на американската имиграција и царина го критикуваа начинот на нивното депортирање и нивниот третман за време на притворот. Американскиот претседател Џо Бајден рече дека екстремните временски услови предизвикани од климатските промени ја доведуваат Америка во алармантна ситуација. Како се обидува да го реши проблемот од следниот прилог? Бесниот пожари, урагани, надојдени води. Може би вие не го замислувате така, рече американскиот претседател Џо Бајден, но времето се менува на застрашувачки и непредвидлив начин, што уништува делови на континенталниот дел од САД. Тој ги обиколи областите погодени од пожари, пошто се обрати до американскиот народ. Екстремното време минатата година ја чинеше Америка $99 милиарди. Дозволете ми да повторам. Екстремните временски услови ги чинат Соединетите американски држави вкупно $99 милиарди. И ова година, за жал, ќе гурнеме тој рекорд. Тоа е катастрофална загуба за економијата. Неговото решение е план за насочување $3,5 трилиони за инвестирање во чиста енергија и возила што ќе намалат зависноста од загадувачките индустрии. Тој предлог закон помина во представничкиот дом, а сега е во Сенатот. Застапниците за заштита на животната средина се загрижени зошто овие документи содржат спорни работи што би можеле да го забават неговото одобрување. Пакетот не е само за климатските промени, туку и серија социјални програми и не знаеме како ќе заврши. Некој ќе биде разочаран. Иако има спорни елементи, застапниците тврдат дека ова е итно. Делови од земјата буквално горат. Како што видовме минатото лето и особено последните 2 години, со природни катастрофи низ целата земја што се влошуваат, пожари на запад и урагани во заливот, климатските промени се тука и продолжуваат да создаваат проблеми. Имаме многу мал простор да действуваме. Противниците пак наведуваат дека постојат поевтини начини да се поттикне зелената енергија, дека традиционалните индустрии ќе се соочат со губење работни места и дека цената на предлог законот е премногу висока. Не е тешко да се забележи дека уште 3 или 4 трилиони долари државен долг на вистина не се добри за федералната влада. Мислам дека тоа ќе ја продлабочи финансиската криза. Да се подсетиме дека пред 10 години бројни земји како Грција и Италија влегоа во сериозни владини финансиски и економски кризи, бидејќи владата поземи премногу пари. Се плашам дека САД одат во таа насока. И што сега? Иако Бајден вели дека е решен да го донесе овој закон, републиканците се обединети во опозицијата, на кои им се придружија и нивните демократски колеги. Во наредните недели Сенатот ќе одлучи. Non-paperот, што деновиве предизвика големи реакции во јавноста, со наводните решенија за надминување на македонско-бугарскиот спор, македонската влада не го признава. Експертите со кои разговараше Мики Трајковски објаснуваат зошто. Содржината на неодамно објавениот non-paper
кои се нудат решенија за надминување на македонско-бугарскиот спор за универзитетскиот професор и аналитичар Никола Дујовски е доказ за солидарноста внатре помеѓу земјите членки на Европската унија. Овој документ предизвика реакции во македонската јавност. Тие секогаш ќе се држат до политиката дека ние сме внатре, секој кој што сака да биде дел од ова семејство мора да ги прифати, па колку и да биле тие услови непринципиелни. А во нон-пейперот кој го објави ТВ Клан, меѓу другото стои дека на Бугарија ќе се дадат гаранции за зацврстување на сегашниот концепт на нација држава, при што ќе се призна историскиот контекст за бугарското потекло на незините граѓани без исклучок. Во Република Северна Македонија пак ќе се засили контекстот на мултиетничко општество преку вклучување и на бугарскиот наратив, а бугарите ќе се внесат во уставот соодветно како и сите други етнички заедници. Здруженијата на бугари со тоа ќе добијат заштита и посебна нега од државата, за да негуваат, промовираат и изучуваат сопствен аспект на историските настани и тоа ќе им биде уставно загарантирано. Во однос на историските настани се предлага така наречен дуален принцип, што ќе им овозможи на двете страни од сопствен аспект да ги толкуваат единствените историски настани. Мнозинскиот дел од словенскиот народ кој себе си се идентификуваат како македонци и кои сметаат на историскиот контекст за посебност на македонскиот народ, ќе задржат можноста за сопствен аспект и наратив на оваа заедничка историја. Овој дуален систем ќе се примени и во образовниот систем со дуално објаснување на контекстот на историските настани со посебна назнака македонски и бугарски наратив. На крајот од овој документ, за кој се вели дека им бил познат и на водечките членки на Европската унија, стои дека прашањето на јазикот и употребата на краткото име за Северна Македонија треба да биде решено според предложеното од председавачките предлози германски, португалски и словенечки. Професорот Дујовски вели дека Северна Македонија нема што повеќе да прифаќа. Јас мислам дека и во државата, во општеството, граѓаните се свесни дека ние дадовме многу, премногу по однос на членството во НАТО и нема простор повеќе за никакви отстапки затоа што тие не се разумни. Тоа Бугарија не го прави сама. Јас никогаш не гледам дека ова е политика само и исклучиво на Софија. Професорот Ризван Сулеймани решавањето на овој проблем го поистовети со подолг маратон на кој треба да бидеме подготвени. Повеќе оптимизмот го базирам на тоа дека конечно Европа и НАТО ќе отворат расправа за крупни политички прашања и ќе изградат механизми ефикасни за решавање на вакви второразредни, да кажам, прашања кои се однесува визави глобалните прашања. За македонската влада официјален е само предлогот кој бил представен за време на португалското претседателство со Унијата, кој овозможувал решенија прифатливи за двете страни. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. 3 британки од Авганистан штрајкуваат со глад. Нивната кауза е третманот на жените во Авганистан, известува Јалда Бакташ. Овие 3 жени штрајкуваат со глад. Тие протестираат против кршењето на човековите права во Авганистан, особено кон третманот на жените од страна на талибанците. Целта на нашиот штрајк со глад е да го кренеме гласот на тие безгласни жени од нашата земја пред светот и британската влада. Минатиот месец афганистанците ширум светот протестираа против преземањето на Авганистан од страна на талибанците. Трите штрајкувачки велат дека бидејќи протестите не дале никаков резултат, тие го направиле следниот чекор – штрајк со глад. Тие се уште чекаат британската влада да се произнесе по нивните барања. За жал, се уште никој не дошол да не види. Кога се случи алармот во парламентот и требаше да излезат пратениците, надвор имаше многу пратеници. Дојде еден и разговараше со нас. Тој ја зеде нашата изјава, но се уште не слушнавме ништо. Тие бараат меѓународната заедница да изврши притисок врз талибанците да ги почитуваат човековите права, како што ветиле при преземањето на Кабул. Секој на власт треба да му служи на народот, не да прави масакри, да ги обезвреднува жените и да ги замолчува нашите новинари. Human Rights Watch ги обвини талибанците за убиства последниве месеци, што талибанците го негираат. Талибанците воведоа строги ограничувања за жените и новинарите во Авганистан по преземањето на власта. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска од Вашингтон. Поздрав до утре!